Фондот на ПИОМ стопанисува со 14 пензионерски домови, во кои се наоѓаат 380 станови. Овие станови се наменети за пензионери со ниски примања, односно корисници на пензија со ниски примања. За да може еден пензионер да се смести во пензионерскиот дом, потребно да поднесе барање до архивата на фондот во Централа Скопје или во филијалата во пензионерските домови, кај што има пензионерски домови во Македонија, каде што се наоѓаат, каде што има местото на живење. Што значи дека може да се сместат на територија каде што живеат, каде што има пензионерски дом. Ова барање може да го најдат, да го подигнат во фондот или да го симнат од веб страната на фондот на ПИОМ. Во тоа барање се наведени сите документи кои што треба да ги приберат за да може да аплицираат за сместување во пензионерски домови. Оваа комисија е составена од 5 члена и е на централно ниво. Во неја членуваат 20 представници на фондот, 20 представници на Министерство за труд и социјална политика и еден представник на Министерство за финансии. Комисијата ги разгледува сите барања и одлучува по нив дали ги исполнуваат условите за сместување во пензионерските домови. За оние што ги исполнуваат условите, донесува позитивна одлука. Овие барања се внесуваат во електронски софтвер кој го има изработено фондот согласно законот. Овој електронски софтвер после ги врши бодирање, со што се составува една ранг листа за редоследот на вселување во пензионерските домови. Би требало да се нагласи дека најмногу бодови за бодирање на ранг листата носи висината на пензијата, бидејќи овие домови се наменети за корисници со ниска пензија. Ова ранг листа е јавна и е објавена на веб страната на фондот и може секој да ја види. Кога се ослободуваат станови, кога има слободни станови од пензионерските домови, првиот на ранг листата се понудува да се склучи договор со него за вселување во домот